Денес сме во посета на индустријската зона Прилеп 1 во близина на Металец, фабриката. Тоа се парцелите кои што ги продаде локалната самоуправа пред повеќе од година и пол. Иначе, да кажам дека во индустријската зона доса имаме како локална самоуправа инвестирано повеќе од пола милион евра во инфраструктура, како што е канализација, водовод, електрична енергија до самата зона, оптички кабли, канализација, се она што е потребно да функционира истата, и исто така главните улици веќе се поставува асфалт за да можат да бидат обслужувани сите објекти кои се во тек со градење. Моментално сте на посета на компанијата Тритекс, која интензивно гради објект од повеќе илјади квадрати, каде што во иднина ќе има 300 нови вработувања. Ова зона беше и така планирана во договор со Стопанската комора, бидејќи потребите на градот за проширување на постојаните капацитети беа големи, беа понудени овие локации и претежно се пријавија домашни фирми и фирми од Македонија. Се градат моментално 6-7 капацитети. Ова зона, откако ќе биде комплетно готова, ќе бидат изградени сите капацитети. Очекуваме да понуди 1500 до 2000 нови вработувања. Како стратегија, градот продава нови парцели сега за мали и средни предпријатија. Тоа е индустријската зона Прилеп 2 во близина на сточниот пазар. Моментално имаме пријавување за заинтересирани инвеститори за 5 локации, од 1200 до 2000 квадрати се движат. Тоа е исто така по нацентар до градот. Таа зона беше планирана исто така за проширување на домашни капацитети за мали и средни предпријатија, реков, од незагадувачка индустрија. Капацитетот на целокупната зона, откако ќе бидат распродаени парцелите, ќе бидат изградени, ќе изнесува од 700.000 вработувања. И секако со владата еден од најбитните проекти е создавањето на слободната економска зона или безцаринска зона или ТИРС во близина на местност Алинци, каде се вложени повеќе милиони евра за комплетна инфраструктура. Моментално се подготвува комплетно теренот за отпочнување со работа на новата голема инвестиција со преку 2000 вработувања, тоа е фабриката Гентер. Меѓутоа, таа зона е спремна за продажба и има заинтересирано и други странски компании кои во иднина би одлучиле да инвестираат во истата. Што значи, со сите овие зони задоволени се потребите и на домашните компании, меѓутоа и на странските инвеститори, односно општина Прилеп понудува услови за секој кој сака да има развојна компонента во својот бизнис, да ги проширува своите капацитети, да ги осовременува, да вработува нови лица, да намалуваме невработеност и подобруваме економијата. Ние сме спремни одма да му понудиме простор за изградба. Значи, како што кажа градоначалникот, имаме околу 4000 квадратни метри корисна површина. Ако ја задржиме динамика, ова ќе биде готово па средината на идната година. Го планираме за околу 300 вработувања. Само градбата ќе кошта околу 1 до 1.200.000 евра, а за машините внатре се уште немаме. Пласманот ни е обезбеден. Пазари во Германија, низ Европа. Во моментов има околу 280. Условите за бизнис се добри. Услови за бизнис имаме, само ни треба многу работа и... Дали ги користите овие нови мерки за вработување, за стимулирање на вработувањата предложени од владата? Па со новиот погон, ако продолжи проектот на владата, ќе ги користиме доста. Агенцијата за вработување и ние како Центар за вработување Прилеп во континуитет им нудиме на работодавачите активни мерки и програми кои што се насочени кон намалување на невработеноста и поттикнување на вработувањата. Можам во овој момент за сите нови инвестиции кои што се, посебно да го истакнам проектот на владата Македонија вработува, кој што кај нас е многу користен во нашата општина. Веќе 300 работодавачи се вклучени во оваа наша мерка, значи во проектот Македонија вработува, за околу 420 вработувања. Исто така тука течат проектите за кредитирање на мали и микрофирми, тука тече финансиската поддршка за фирмите.
Исто така имаме и неповратни средства, проектите за практиканство, обуки за познат работодавач, обуки за познат работодавач со субвенционирање, значи многу можности кои што работодавачите можат да ги користат и навистина се позитивни и се насочени пред се кон намалување на невработеност. Дали фирмите од оваа зона користат од мерки? Да, ова се фирми кои што се постоечки и веќе има, значи, постоечки објекти, оваа зона има возможува да се проширува, да има поголем број на вработувања и ги користат сите наши активни мерки. Имаме во прехранбената индустрија, во текстилната индустрија, во трговијата, можам да речем во сите дејности има интерес, бидејќи активните мерки на Агенцијата за вработување се насочени и ги опфаќаат сите дејности. Посебно го истакнувам проектот Македонија вработува, за кој што очекуваме до крајот на годината да има уште многу поголем број на вработување. Бројката е значително намалена, според последните податоци кои што се веќе објавени на страната на Агенцијата за вработување. Во Центар за вработување Прилеп има околу 15.000 евидентирани невработени лица, од кои 9.000 се активни баратели на работа.